Суштината на управувањето со отпад е ова што ја гледате во овие сцени. Значи до 90% сето тоа што се собира е од овие луѓе кои што живеат во субстандардни услови. Може да ги видите условите во кои што живеат, а толку вредна работа прават. Што се случува и како функционира управувањето со отпад во Република Северна Македонија? Собирачите кои што се распределени низ целиот град и во други градови во земјава, не е само во Скопје, ги земаат секундарните суровини кои што имаат цена, во случајот најмногу цена има пластиката и ги вадат од контейнерите и од секаде од каде што тие се расфрлани. Кога ќе наполнате на џамбо вреќа, тие што ги гледаме тука околу се џамбо вреќи, ги носат до отпаџијата или рециклаторот, што е бизнис, односно фирма која што има лиценца од Министерството за животна средина да транспортира, складира и да тргува или во некој случај да рециклира отпад. Отпаџиите ги викаме ние, отпаџиите им даваат на рака пари на собирачите. Лето и зима и снег да има, мора да искачаме, ако не собираме шишина, немаме што да јадеме. Кога ќе ни се разболуваат децата, понекогаш што имаме заштедено за јадење, ќе треба да го потрошиме за акчина, нешто за лекари, здравствено осигурување немаме, нема кој да ни помага, освен тони што ни носи храна понекогаш. Ќе одиме по континери, па чекаме да доаѓаат луѓето да ни ги купуваат, па да ни дадат да ги продадеме, па да земе да купиме за јадење, понекогаш и гладни спиеме, понекогаш да ситини. По континери ако најдеме лепче ќе земеме, ќе јадеме, ќе прееме. И така преживуваме. Значи, тоа е системот за управување со отпад. Целиот терет паѓа на собирачите на отпад, а тие се непрепознаени, непочитувани и никој не е тука присутен да ги застапува нивните права. Нема луѓе кои што ќе им помогнат во тие ситуации. Значи, целиот систем за управување со отпад лежи на една маргинализирана група на граѓани која што мора да им се помогне, мора да се препознаат, да се формализираат. Ние во 2018 година предложивме, беше усвоено за занимање, нова професија, бидејќи они се професионалци во тоа што го прават, за собирач на отпад и преку социјално предпријатие да се вработат, а социјалното предпријатие да ги поврзува со фирми и домаќинства кои што ќе прават примарна селекција на отпад и ќе бидат они ќе вршат ствари некој вид на транспорт во собирањето на отпад и социјалното предпријатие ќе ги вработи.